Оваа слика, наречена Кермес наш мил, каков што некогаш убав бил, е моја слика. Значи, ја насликав јас Тодор Ристов Бажевски во текот на февруари, март, април, мај, јуни, јули, август, септември, октомври и ноември месец во 2025 година. Работена е на платно во маслена техника, има димензија од 80 на 60 см и колку што знам, колку што мислам, колку што сум убеден, е работена во наивистички стил, односно во стилот на градскиот наивизам, како што милувам да кажам, обично. Се работи, значи, за мотив од Скопје, овде го насликав прочениот Кермес, угостителски објект, едно култно место во Скопје, во градскиот парк, кој што остави белег во културолошкото и културно-забавното живење на граѓаните на Скопје. Чувствував долг кон родниот град, кон градот во кој што живеам целиот живот, да насликам нешто, меѓу другото, и вакво нешто, односно да го насликам Кермес, кој што пак и мене ми оставил извесен впечаток, извесен белег во мојот живот. Значи, се сеќавам дека како деца, уште како деца најмали деца од по 3, 4, 5, 6 години, да речем, минувајќи покрај него, одејќи во паркот или враќајќи се, секогаш подзастанувавме, ги задржувавме родителите, да слушнеме малку од музиката, да ја видиме атмосферата, нели и така. Така што и тоа оставило некој впечаток, некој белег, па ете, и тоа било поттик да се наслика сликава. Имав и друга добра можност, што сликава е порачана, со тоа што нели бев слободен во изборот на темата, да речеме и техниката, и концепцијата и така. Значи, зборуваме за Кермес од времето кога беше активен, кога беше многу популарен. И само да нагласам дека сега тој е во голема рушевина, во една јадна, жална состојба на пропаѓање, иако имаше обид да се реновира. Се трудев да ја доловам атмосферата што ја правеше Кермес, особено во жижата, во фокусот на најубавиот дел од денот, кога најмногу беше разиграна музиката, кога најмногу беа разиграни и расвирени музичарите и кога луѓето беа најзаинтересирани, односно најсреќни. Како што може да се види, имаме гости тука, постојани, а имаме и луѓе, посматрачи, кои што нели се нашле тука, меѓутоа кои што се заинтересирани за збидувањата тука што се случува. Значи, тоа беше една општа, весела, среќна атмосфера на среќни луѓе, задоволни луѓе. Еве, ако се задлабите малку повеќе, ќе забележите дека никој не е тука разочаран, никој не е во жална состојба, никој не е тажен. Туку или се равнодушни, што се вели, или се весели. Секој си ја врши својата работа задоволно. Еве, некои луѓе тука го вршетаат своето мало дете во количка, а другото дете, значи, е пред нив. Еве, други едни луѓе поминуваат, се поздравуваат со своите, да речеме, комши или познати, или дури и непознати, се поздравуваат, сите се срдечни, сите се спокојни, равнодушни, сите имаат почит еден кон друг. Значи, нема
закарани, закрвавени, залошени луѓе меѓу себе. Се обидов тоа да го направам и да го нагласам, бидејќи сме сведоци и сведок сум на несреќни луѓе во денешно време. Повеќето се несреќни, нервозни, малку се среќни, иако некој денеска покаже среќа, веднаш тој до него гледа да му ја расипе, да му ја украде и така натаму. Значи, јас тоа го избегнав, односно нагласив среќни луѓе и тоа се обидов да го постигнам. Инаку Керме се наоѓаше во градскиот парк во Скопје, кој пак исто така е посебно интересен, бидејќи е многу голем, многу е богат со растителен и животински свет, со дрвја, грмушки од секаков вид. Има податоци дека е многу богат во таа смисла. Сега тоа не е моја работа и мој предмет на ова искажување. Значи, само да нагласам дека се работи за време од пред земјотресот, а земјотресот во Скопје беше на 26 јули 1963 година. Значи, ова сето се случува тогаш, бидејќи може да се забележи дека нема мобилни телефони, нема телевизиски антени, нема телевизори некаде по прозорците. Значи, во време кога луѓето живееле без тие, да речеме, современи придобивки, но кои што сепак биле среќни. Ја гледате во какво расположение се. И уште ова да нагласам дека тоа може да се види, дека се работи, значи, за тоа време, по некои реквизити овде што ги има. Да речеме, еве и клупите се дрвени. Второ, еве еден тротинет детски, дрвен, кој што не е секако електричен, бидејќи нема ништо друго, туку освен овие две штици, и кој што се движи со помош на нозете на детето. Еве една детска количка од тоа време. Вакви колички веќе нема сигурно едно 50-60 години и повеќе во Скопје. Понатаму, еве да речеме, една вртелешка која веќе не постои. Се прават вртелешки за деца, меѓутоа не вакви, од хартија со 4 краци. И друго нешто, значи секој од овие луѓе има некоја функција, нешто работи, е во некакво расположение. И уште ова, еве имаме и малку флора, бидејќи и птиците, и луѓето, и животните, еве мачката, како што е, например, и други, и птиците, сите беа како во една весела заедница, во една весела атмосфера. Наивизмот, впрочем, се одликува меѓу другото и со такво нешто, односно веселост, што произлегува од боите и што произлегува од луѓето и ликовите и животните што се насликани. Ова е мој придонес во скромниот наивистички фундус на слики во Македонија, на слики насликани во стилот на наивизмот од македонски автори и на македонско тло. Прилогов е снимен во Скопје, во мојот дом, на улица Партени Изографски број 28, на 8 декември 2025 година, со помош на мојата сопруга Вера Блажевска.